Бата, 3 чуда најавме за 2 дена. Хајде ико 3. А сабјата, иконата и ова. Шо е ова кој? Книга. Хајде поготи. И да бе. Бата, на шо јазик е ова? Ова, мислам дека е на глаголица. Мислам дека насловот е вистински приказ. Чека да видам. Празен е. Празен? Ништо. Да, види. Нема ништо. Васил, ова е Луна, мојата наверна другарка. Добра. И сега да учествува тоа што го правиме како мисии. Сега, Мила, јас сакам да едам 7 сладоледи на ден, ама нема. Или ај не претерувај. Може се разбира, ама уште не знаем што треба да правиме. Јас сум повеќе како Индиана Джонс. Која е тоа? Машко е тоа смоделени. Луна, ај не претерувај. Тоа е еден лик од филм. Оној со шешира, така? Па мене ми е досадно овде. Вие ќе снимате нешто за телевизијата? Треба да се здружиме со некој од поголемите. Брат ми ќе ни даде камера. А да снимаме во зоолошка градина? Супер идеја. Па мене ми е досадно, ќе одам кај оние што играат тук. Океј, чао. Чао. И дечки, може да играм со вас? Да, повели. Тебе, Васил, ти е братучет? Да, и тоа прв. А на вистина прави роботи? Јас сум видела на телевизија. Јас сум слушнала за тоа. Ама да ти кажам право, ич не се пречи. Васил многу чита книги и вели дека Господ му помага да ги разбере работите. Ајде, па ти па што се разбираш? Каков Господ? Господ не постои и крај. Па сите учиме, ама на Васил Господ на вистина му дава. Тој бушавиот е бубалица светска, така да знаеш. Ако си толку фраер, иди кажи му го тоа на бушавиот. Да не мислиш му се плашам. Мисли. А Софија, навистина ли Васил и Илија тренираат карате? Па да, ако не се лажам, имаат син и зелен појас. Васил, успеа нешто да дешифрираш од мапата? Слабо, не е ни еврејски, ни египетски. Кој знае што јазик? Мора да е македонски. Мора да е старомакедонски, мислам, ама како да го откриеш? Не знам за тоа, ама знам дека во книгата секоја приказна внатре може да биде одлична ТВ сторија. И стварно сега спомнате телевизија, до кај сте? До нигде. А, барем знаете што ќе снимате нешто? Не. Може да снимате Survivor. Мислам, добра идеја. Ама камера немам. Па ако имате некој може да позајмите или Ја не знам никој. ние може некој да најдеме. Па не знам. Може телефон камера. Ама не се добри. Нема да биде. Ќе најдам, мислам дека имаше еден мој роднина што снима филмови и такви работи. Може него да поземам, ама не знам дали ќе ми даде. Што викаш бе? Сега може и YouTube канал да правиме. Васил овој сака да се тепа. Зашто? Ради Господ и дека Васил бил бубалица. Мата, имам дека да направишме гимнастика се бале, грб со грб, така? И ко? Тоа само ако мора. Знаеш што вика тренер? Да, мора, мислам, ако мора. Шо е бе? Има некаков проблем?
Има проблем, многу голем проблем. Кажи кој ќе го решиме. Мали, бегај бе. Бире, чокозуки или маја гери? Какво чоколадо бе, каква маја бе, клинец е. Ајде, Бог да чуе, смирете се, кажи што ти е проблемот. Проблемот е во тоа што Господ не постои. И крај. Добро, кој верува, верува. Кој не верува, не верува. Што е фрката? Фрката признај дека си смотан, не си гениалец. Тоа е. Ба тој звекне му едно. Господ е гениалец, јас не сум. Слушате ли какви глупости треска Бушавио? Вели Господ бил гениалец. Само глупав човек верува во нешто што не можеме да го допреме и видиме. Дечки, мене ми е страв да не има тепачка. Леле, мене ми е страх, ајде да си одиме. Ајде, дојдете. Јас стварно не знам што да трпим ова. Ба тој стварно звекне му едно. Мири сека. Значи, гледај, кој си верува, кој не си верува, не. Готово, чао, пријатно. Еј, немој ти на мене пријатно. Признај дека си смотан штом веруваш во нешто што не можеме да го допреме и видиме. Игор, жал ми е да ти кажам дека според тебе ти немаш мозок. Што рече, ај повтори? Дека според тебе немаш мозок. Па чим не може да си го допреш мозокот и да го видиш, значи немаш мозок. Ау, брато, четке. Екстра турбо најси. Ај само да степаме и да си иде. Смири се, бре. Сакам сладолед. Румен сака сладолед. Ајде. Ке се видиме ние, ке се видиме. Се видиме, да, супер. Ти сме на таван да дешифрираме што се баша. Да, бата ги дешифрира, ние ќе измисламе. Добра идеја. Јас без две топки нема шанси да мислам. Чоколада и лешник така? За мене со голем корет. Јас сакам 4 топки за да борисам како бат. Па тебе доволните си две ико. Ја повише топки и помалку време. Ја кратам времето. Ико, чиста математика. Извони телефон. Ало, тоа. Океј, идам. Да, доаѓам. Ајде, чао. Што ти вика? Треба дом да го шетам. Ако те мрзи, можеме и мило да го почитаме. Јас ќе јадам сладолед. И јас. Океј, јас идам. Добре, дечки, јас се префлекате и луна ќе одме. Вие веќе да вие тука седите како да не излеземе. Ти дојди кој ќе. Ајде сега, нека ги чекаме. Васа си населија во ред? Да, си е супер. Знаеш што сме се договорили? Се можеш да ми кажеш, така? Знам. Ама, тато. Што е, ти седе слободно? Ако сакаш одиграј со другарчињата, јас ќе го прошетам долу. Не. Ќе одам после, ама... Тато, знаеш... Не знам се, не кажи. Ако некој сака да се тепа со тебе, а ти не сакаш, А, многу е запнат. е птен. Во сина има едно житие кое зборува токму за тоа. Преподобен Мојсеј Мурин, родом етиопјанин. Најнапред по занимање беше разбойник и водич на разбойничка дружина, потоа покајаник и голем подвижник. Како роб на еден господар, Мојсеј побегна и се вброја меѓу разбойниците. Заради неговата голема телесна сила и безобзирност, разбойниците го избраа за старешина. Одеднаш го навали грижа на совеста и покаяние за злосторствата што ги имаше извршено. Тој ја остави дружината, стапи во еден манастир и се предаде на потполна послушност кон својот духовник и на манастирскиот типик. Многу се служеше со поуките на свети Макарий, Арсений и Исидор. Подоцна се повлече на безмолвие, во една келија каде што сиот се предаде на телесен труд, молитва, бдение и богомислие. Беше многу мачен од демонот на блудот. Кога му го исповеда ова на духовникот Исидор, доби совет да пости што повеќе и да не јаде до ситост.
Но кога и тоа не му помогна, тој на совет од старецот почна ноќе да бдее и да се моли стоејки. Потоа си постави обичај по цела ноќ да им носи на старците вода од бунарот. После 6-годишен страшен труд, најпосле Свети Исидор чудесно го исцели од блудните помисли, мечтања и сништа, наведувани врз него од демоните. На старост беше ракоположен за свештеник. Основа свој манастир и имаше 75 ученици. Во овој живот поживеа 75 години. Својата смрт ја виде пред време и еден ден им рече на учениците да бегаат, зашто на манастирот ќе навладеат варварите. Кога учениците почнали него да го викаат да бега, тој рече дека самиот треба да загине од насилството кое што некогаш и го вршил според зборовите кој се фаќа за нож, од нож ке загине. Не знам колку ти помогна ова што ти го кажав. Тоа значи тој правел лошо и му се вратило со лошо. Ама јас кога пробам да не правам лошо, ми не сакаат да ми направат. Па, сина, ќе пробаш да избегнеш тепачка по секоја цена. А ако не можеш, имаш зелен појас, така? Син има, Мико има зелен. Добро, сине, извини, малку сум умор. Да, знам, јонака имаш утре проект за предавање. Што ги правам јас без тебе? Имаш пари за сладолед? За сладолед? Да. Да, имам. Ајде, шибате вече. Не, чао. Ајде. Васе! Знам, за румен од јагода. Така. Чао. Копито. Сите зборат, ти се шлепаш копито. Сите учат, ти се шлепаш копито. Копито, не биди ти. Човек биди си. Уј, ќе не бега за пејачи. Уе, добро, зашто не снимаме спот? Гледаште телевизија. Луѓе, гледайте, мечката избегу од кафе, спасувајте се!